Климатските промени се најголемиот проблем во модерниот начин на живење, а тие се последица на големата количина стакленички гасови во атмосферата. Овие гасови ја задржуваат соларната радијација на површината на Земјата наместо нејзино рефлектирање. Така настанува глобално затоплување и низа последици, како топење на мразот на Арктикот, загревање на океаните, екстремни временски услови како поплави и бури со зголемени електрични празнења и топлотни бранови кои уништуваат видови и цели заедници. Според специјалниот извештај на меѓувладиниот панел за климатски промени, итно треба да се превземат амбициозни акции за да се задржат глобалните температури под 1,5 степени од прединдустрискиот период. Доколку државите не успеат во тоа, екстремните временски услови ќе се влошат со сериозни последици по храната и здравјето на луѓето. Фосилните горива и производството на нови суровини, челик, пластика, алуминиум, цемент се најголем причинител на стакленички гасови, односно јаглеродиоксид, озон и метан, кои се најмногу виновни за климатските промени. Ова значи пред се дека ќе мораме да се откажеме од употребата на фосилните горива како јаглен, нафта и газ за загревање на нашите домови и бизниси, како и за транспорт на луѓе и добра, и да ги замениме со обновливи извори на енергија како сонце и ветар. Да градиме енергетски ефикасни бизниси и домови, да користиме зелена инфраструктура за заштеда на енергија и да штедиме енергија во домот, лед светла, полна машина за садови и јалишта наместо полупразна. Мора да ги планираме нашите градови за велосипеди и пешаци, да воведеме различни средства за јавен транспорт. На крајот, останува на нас самите дали ќе избереме пеши велосипед или ќе се возиме сами во автомобил. Со порастот на популацијата во светот расти побарувачката на храна, а сепак илјадници милиони луѓе остануваат гладни. Дополнително земјоделието и поврзано искористување на земјиште генерираат речиси 1/4 од годишните емисии на стакленички гасови. Дрвјата играат голема улога во намалување на стакленичките гасови и поради тоа треба да обрнеме внимание на заштита на шумите и нивно одржливо користење. Светскиот ресурсен институт објави истражување според кое, за да нахраниме 10 билиони луѓе на планетата, до 2050 ќе мора да започнеме да создаваме одржливи системи за храна. Ова значи менување на исхраната и намалување на искористувањето на земјиште за одгледување добиток и зголемување на обработливите површини со земјоделски култури. Специјалниот извештај на Светската здравствена организација за влијанието на климатските промени врз здравјето на луѓето вели дека порастот на глобалните температури предизвикува намалување на жетвата и храна со помалку хранливи состојки. Иако последиците од климатските промени можеме само да ги ублажиме, сепак не е доцна да осигураме безбедна иднина за нашите деца, ама мора да започнеме денес, да бидеме генерациите што ќе ја зачуваат иднината. Проектот Да зборуваме за климатските промени е спроведуван од Екосвест, CMVP Македонија и ДМ. Проектот е финансиран од Европската унија.